следниве минути во утринска на Телма ќе раскажеме за најновиот проект на Охридска банка. Станува збор за летната школа за банкари, чишто всушност конкурс е отворен од 1 јуни или од 1 месецов, до кога ќе трае и за кого се е наменета оваа летна школа, ќе ви раскажеме со две прекрасни дами во продолжение. Моите гостинки се Маја Поповска, специјалист за човечки ресурси, и до мене Ангела Шенгуловска, раководител на дирекцијата за човечки ресурси. Добре ни дојдовте. Добре ви најдовме и ви благодариме за поканата. Јас споменав од 1 јуни, од 1 месецов стартуваше конкурсот, така што во моментов е отворен оној повик за сите оние кои што сакаат да се пријават. Ќе ми кажете пред се каков е интересот? Имаме ли млади банкари кои што сакаат да бидат дел од оваа летна школа, а потоа да бидат со можност за вработување во Охридска банка? Ќе ми кажете до кога е отворен конкурсот и се разбира за кого е наменета оваа летна школа. Конкурсот е отворен до 12 јуни. Интересот е огромен и на наше задоволство очекуваме уште повеќе апликации. Може да се пријавуваат сите студенти кои што се на завршни години на студии од сите факултети во Македонија. Програмата ќе трае 3 недели, од 3 до 28 јули и ќе биде во Охрид. Така, од каде идејата еве да организирате ваква летна школа за банкари? Ова е всушност прва година и прв ваков проект или проект од овој калибар на Охридска банка. Која е целта на овој проект? Идејата е тоа што ние како банка, пред се Охридска банка, дел од групацијата Societe Generale, сакавме да понудиме нешто ново на пазарот, различно од она класично практиканство што го нудат сите компании, банки, институции. Така да во нашиот тим... А и тоа е некако досадно, ќе кажам, значи нема голем интерес од страна на студентите. Установивме при посетата на сеимите за кариера дека студентите немаат многу интерес за класично практиканство, дека голем дел од нив одат во странство на тие летни програми што се најчесто во Соединетите Американски држави. Така да нашиот тим на човечки ресурси во банката се сустана и размисливме да организираме нешто ново, да понудиме нешто ново на пазарот, и тоа излеговме со концептот за летната школа. Односно, школата би понудила нешто поразлично, во смисол нема да биде класично практиканство, него ќе нуди програма каде што ќе може да се стекнат студентите и со практични знаења, но и ќе има едукативни сесии од страна на предавачи вработени во банката, како и гости наши клиенти. Зошто одлучивте да биде оваа бесплатна летна школа? Тоа никако од старт привлекува многу луѓе, особено оние младите кои што ќе одлучат можеби летото да не им биде толку за одмор, туку и малку повеќе да посветат дел на својата едукација, надградба и слично. Така, значи целта е пред се фокус групата, во суштина е за студенти и да потенцираме дека и постдипломците се дел од оваа програма, односно имаат можност да аплицираат. Така што со оглед на тоа што статусот нели секако им е студентски, се подразбира дека финансиската моќ не е на завидно ниво. Да, на завидно ниво, така да во тие рамки решивме трошоците за храна и сместување комплетно да ги покрие банката. Јас би потенцирала дека концептот е интерактивен и независно што ќе следува праксата во работните денови, во текот на целиот месец студентите ќе бидат со престој во Охрид. Така, Маја, ќе има, предпоставувам, голем број на апликанти, луѓе кои што навистина ќе бидат заинтересирани да бидат дел од оваа летна школа, но вие за жал ќе мора да одберете одреден број. Предпоставувам дека нема да може да ги задоволите барањата на сите, но по кој критериум ќе одлучувате кои студенти ќе влезат во потесниот круг, а претходно ќе кажам и како може да аплицираат, како може да се пријават за оваа летна школа на Охридска банка? Значи, како што кажавме, сите студенти на завршна година на додипломски студии и постдипломци од сите факултети имаат право за апликација. Значи, апликацијата се врши со професионална биографија, значи нивно CV, доставуваат на kariera@ob.com.mk. Крајниот рок рековме 12 јуни.
Потоа ќе следи процес на селекција. Од оправдани причини нема да бидеме во можност да ги примиме сите апликанти. Изборот ќе биде на 10 најдобри студенти. Начинот на селекција ќе се случува преку тестирање, значи сите оние кои што го исполнуваат иницијалниот критериум за учество ќе бидат повикани, ќе имаат тест од општи прашања од областа на економијата и банкарството и тест англиски и нормално 10 најдобри ќе станат дел од учесниците на летната школа која што воедно го носи мотото Биди банкар. Така, оваа летна школа, како што споменавме, за прв пат е во организација на Охридска банка, бесплатна е, наменета е за сите студенти во завршна година, така без разлика дали се на постдипломски или додипломски студии. Дел од темите кои што, Ангела, вие веќе ги споменавте, но еве во ова соопштение кое што вие го испративте, велите дека имате за цел да ги проширите знаењата на конкретно апликантите во повеќе области на банкарството. Освен или она теорија, ќе има и пракса, ќе има и работилници. Да. Што се ќе подразбираат еве работилниците? Значи, концептот, како што и самата школа вели дека е интерактивна и интензивна, подразбира... Теоријата без пракса не оди, во никој случај. И помалку забава. Нормално. Значи, концептот е оние 10 кандидати кои што ќе бидат учесници во текот на неделата да посетуваат практична работа, значи во дирекцијата на Охридска банка во седиштето во Охрид, како и во експозитурите, каде што ќе го следат работењето, секојдневното работење на вработените во банката, во различни сектори ќе бидат распределени, а останатиот дел од неделата ќе следат тематски предавања. Тематските предавања ќе покријат различни области во домен на меки вештини, односно комуникацијски вештини, организацијски, како се пишува CV, мотивационо писмо, да ги подготвиме студентите за професионалната кариера, како да се представат себе си на интервју, а од доменот на оние стручни банкарски теми ќе се зборува за ризиците, како се врши ревизија и нешто слично. И секако ќе има дел гости кои што се наши клиенти од корпоративниот сектор, кои што ќе можат на еден практичен начин да им го пренесат искуството на соработката со Охридска банка. Така, зошто се одлучивте да биде ова летна школа? Некако еве за студентите, оние барем кои што регуларно или ќе си ги завршат испитите, сакаат летниот период да го поминат за одмор и да се одморат. Некако сметавте, дали бевте всушност скептични во однос на интересот, дали ќе има интерес заради тоа што сепак станува збор за еден месец од летниот период во кој што студентите треба да си го посветат пак на учење. Да. Па со оглед на тоа што студентските програми се такви да студентите имаат ангажман заклучно со јуни, полагање на испитни сесии и така натаму. Во континуитет се слободни во периодот од јули месец и делумно од август, бидејќи сакавме ова да биде сеопфатна интерактивна програма. Од тие причини се одлучивме да биде во текот на летниот период, а и секако малку да добијат и покрај едукацијата да добијат еден неформален начин на образование кој што во Охрид секако ќе го добијат на највисоко ниво. Да. Ангела, дали сите тие 10 кои што ќе бидат во најтесниот круг, на крајот ќе бидат вработени во Охридска банка или? Не, за жал не може тоа да го гарантираме, дека сите тие 10 ќе бидат вработени, меѓутоа ќе бидат потенцијални кандидати за вработување, па соодветно на тоа како имаме слободни работни места и отворени позиции. Секако дека тие кандидати кои што веќе поминале низ таа обука ќе бидат во предност на пазарот на труд. Кој е најголемиот бенефит, верувам дека со оглед на вашето работно искуство, кога сте ја подготвувале оваа програма и оваа летна школа, сте знаеле на што да осврнете најмногу внимание кога се студентите или оваа категорија на луѓе во прашање. Што сметате дека е најголем бенефит од оваа летна школа за најмладите, за младите, за студентите? Па најголемиот бенефит е тоа што, значи, освен со практичното знаење кое што го нудат и останатите компании, класичното практиканство, ќе можат да посетуваат и предавања од наши вработени искусни колеги. И тие предавања се од сите области на банкарството, значи нема да бидат фокусирани на класично
услуга на клиенти или позадинско Нема да биде само на работење. еден сегмент, Значи нема да туку- биде во една дирекција, односно една функција на банката, него ќе имаат можност да поминат низ сите дирекции во банката и да слушнат предавања од сите области во банкарството. Така да ќе стекнат сестрано искуство во повеќе области од банкарското работење. За таа цел не е отворен повикот само на студентите на економски факултет, него можат да аплицираат сите оние кои што имаат желба понатаму својата кариера да ја градат во банкарскиот сектор. Така. Тоа е важно да се нагласи дека не е ова наменето само за некои кои што можеби веќе имале некаква и минимална пракса во некои банки или дека се нели студенти на економскиот факултет, туку треба да се само студенти во завршна година, може тоа уште еднаш да го потенцираме? Да, значи повикот е отворен до сите студенти кои што се во завршна година, последна година на студии, до дипломски, може и постдипломски студии на сите факултети. Така. Уште еднаш може Маја да го споменеме мејлот на кој што до 12 јуни потенцираме дека треба луѓето оние заинтересирани да аплицираат. Така, значи мејл адресата за апликациите е kariera@obe.com.mk. Исто може доколку некој не успел да ја регистрира нели мејл адресата, да ја отворат нашата фан страна на Facebook, тоа е BD Банкар, летна школа на ОБСГ, каде што секојдневно се апдейтираат податоци во однос на активностите, како следи процесот нели на регрутација, селекција, потоа и она што ќе следи директно во Охрид. На крајот се добиваат сите сертификати? Да. Да, значи на крајот на 28 јули имаме предвидено да има завршна церемонија и вечерна забава. И прима предавање. Каде што сите учесници ќе добијат сертификати за практикантското работење и за летната школа. Ви благодарам многу за овој убав информативен разговор. Се надевам дека ќе надополниме многу повеќе онаа бројка која што вие веќе имате на пријавени учесници. Споменуваме уште еднашка дека до 12 јуни трае отворениот конкурс кариера majmunche.ob.com.mk е мејлот на кој што можете да се пријавите, а потоа стартува во месец јули и онаа летна школа. Мотото е BD Банкар, веќе видовте. Ви благодарам многу за убавиот разговор и се надевам дека и ќе се видиме на крајот од месец јули и дека вие навистина ќе бидете задоволни од тоа како поминала вашата прва летна школа, која што инаку имате тенденција да прерасне во еден долгорочен проект, така? Да, значи идејата е оваа школа да прирасне во традиционална школа на Охридска банка Societe Generale. Која што ќе се случува нели секое лето? Секое лето, да се случува во Охрид. Да. Дами, ви благодарам многу за одвоеното време. Се надевам дека ве заинтригиравме со овој убав разговор. Ако е тоа така, испратете своја апликација на мејлот кој што веќе го споменавме неколку пати и се надевам дека и вие ќе бидете банкари ова лето. Продолжуваме со музика.